Јулија. Значи, како еден искусен историчар, вие сега предавате на катедрата за македонска историја? Да, јас сум на Институтот за историја на Филозофски факултет, иначе специјалност ми е македонската историја, посебно најновата историја, иако на дело студентите, значи сум им предавам целокупна историја на Македонија. Повеќе сум ориентирана. Професор, јас се го најавата кога ве најавив, значи реков дека постојано еден период навечер ќе си го пуштам телевизорот и на која е телевизија професор Катачковска ќе се појави и слушавме за македонската историја. Морам да кажам дека имате долгогодишно искуство и дека навистина оваа љубов кон Македонија, зашто Вики е навистина исто така еден голем патриот и многу пиша, многу песни има напишено за Македонија. Вие да речеме работите и тоа како работите на македонската кауза, на македонската историја, што е навистина вака за една жена изгледате како некоја челична леди која што навистина е створена и дојде на овој свет да дава некакви смерници. Тоа е далеко од мојот карактер. Луѓето кога ме гледаат не ме познаваат, имаат перцепција дека се работи за нека оштра, строга жена, вака со диригентски способности да диригира. Уствари се работи се на сосема поинаква личност, која се многу попуслива, не ме бива за раководење, викам никогаш во живот не сум прифатила нити една функција, едноставно не знам да командам. Мене сите ме командат, секогаш гледам на другите да им е убаво, да им удоволам, значи не сум родена нити за политичар, нити за раководител, нешто, но сепак кога се работи борба за државата, за името, за идентитетот, тука знам да бидам многу борбена, иначе немам такви способности. Имате професорке, но ајде еве сега да слушнеме, Вики, дали може некоја од твоите убави песни да ни прочиташ, или да речеме за Македонија, кога веќе зборуваме за Македонија. Знам дека обожаваш да пишуваш и да читаш песни за Македонија. Ајде нека биде, значи за Македонија, меѓутоа од петата книга, која што треба да се издаде, а поддржана е од Министерството за култура. Одлично. Ливада. Пред мене видов ливада, со глаголи свети послани. Стихови тивко се раѓаат од стари зборови ковани. Раскошна ливада малечка, од сите страни омеѓена, со грамади, тајна скриена. Колите сурово загради, да ја насликам се обидов. Не знаев срцето, душата, каква боја да ги обојам, црнината да ја осветлам. Црното води кон меѓите, без боја живот насликани, живот еден, рани илјада. Секоја рана, живот гаси. Ја плетев душата неизина, со рози и звуци крвави. Со твојата, со мојата крв, празнина да ја исполнам. Капка по капка, и животот во белото море капнува. За последно, кога истекува, солзата, море се претвора. Одлично, браво! Благодарам. Прекрасно. Значи, секогаш ќе кажам, Вики навистина толку убаво пишува, професор, ќе се сложите? Да, се сложувам, да, се согласувам сосема. Вики навистина убави песни пишува и јас најона секогаш ја фалам кога ќе ми прочита некоја добра песна. Мене поезијата ми е некако како духовна храна, бидејќи работам дел од историјата која е многу мача. Знаете вие да за репресија, за тортури, за Голи оток, не знам, за сталинизмот и така натаму. Тоа се многу болни теми, многу човечки судбини, многу трауми ми поминуваат читајки ни сето тоа. Јас сето тоа многу го преживувам и ми е трауматско. И поезијата ми е нешто најубавото. Секогаш пред спиење ќе си прочитам некоја книга поезија. Така и Вики многу ја обожавам, бидејќи навистина е надарена, многу убаво пишува и оние песни кои се љубовни, особено патриотските песни, и секогаш со задоволство вака си разменуваме понекогаш. Вики, еве да кажам дека ти имаш 2 стихозбирки издадено, така? 4. 4? Ау, боже, За петата е во печат. Значи, петата е, да ја кажа. Ја не знам од каде ми дојде таа бројка, како год да е. Не, затоа што јас ги имам двете. Значи, дома ми се двете и така си ги гледаме, некако тоа ми се врежело во подсвеста, а веќе се 5. Да. Добро, кажи ми како дојде, како имаш инспирација
да ја напишеш петата и што ќе гледам... Со петата напоредно ќе излезе и шеста. Вистина? Значи ќе бидат 6. Добре. Како? Па повели. И се надевам дека конечно ќе стане член на друштвото на писателите, бидејќи луѓе со помалку збирки се членови, тој го пожелувам на мојата драга Вики. Зарем се уште не си? Се уште не. Не сум, да, не сум. Одлично, сега ќе бидеш веќе готово, редно е, поготово што... Штом професорката кажува дека треба да бидам, сигурно дека ќе бидам. Така, повели. Значи, инспирацијата секогаш ми е од Македонија и се разбира од народот кој што живее на ова парче земја. И Македонија, многу често знам да кажам дека треба да постојат партии. Тоа е нормално во една земја, во една држава. Меѓутоа, единствена партија која се работи за доброто на сопствената земја, треба, впрочем, муабет се прави за Македонија, ние сме неизини чеда, значи Македонија треба да ни биде единствената партија која што треба да не обедини сите ние кои што живееме во неа. Не е важно на која религиска припадност сме, христијани, албанци, односно муслимани, или пак не знам други кои имаме во нашава земја, не е важно. Значи сите сме едно, бидејќи од едно место доаѓаме, на едно место си заминуваме. Оставаме само добри дела или лоши по нас. И Македонија за мене е токму она што го кажав, една магична земја полна со енергија, со преубави места кои што зрачат со убавина и многу често знам да кажам дека камењата зборат, затоа што секоја карпа во Македонија има човечки лик. Не знам тоа дали го имате и вие приметено. Или шумите, дрвијата, зарем тоа е убавина. Целата природа е создадена за ние да ја користиме неа, но не со такви палења, шуми или некои други работи што се уништува природата. Туку треба, како што е создадена, ние да можеме да ја сочуваме и да садиме што може повеќе, еколошки да биде на повисоко Бог бил ниво многу милостив и јас кон Македонија. Ова парче земја така го надарил. Многу човек, поготово кога е далеко од својата земја, да речем јас на моите патувања кога сум била по странство и по тие турнеи, таму на некој најадекватен начин гледаш всушност колку е убава ова малечко парче земја, колку е прекрасно. Колку е тука све, колку навистина Бог ни дал, навистина такво изобилие од убавина. И не знам, некако кога си надвор, да речеме, затоа велам, може би е добро човек кога ќе излезе надвор да направи споредба колку сме ние благословени овде. Јас една недела додам некаде надвор, сум морала да одам на истражување по 2-3 недели некаде, толку тагувам за Македонија. Значи исто и мојот сопруг, тој имал прилика да оди надвор, да биде професор, таката. Јас вика не можам да живеам без Скопје. Една недела готово болен. Значи ние просто сме толку приврзани за оваа татковина и затоа е целата моја борба да ја сочуваме. Едноставно, кога ќе гледа човек колку генерации загинале, колку несреќа доживеале нашите предци, за да имаат свој дом, своја татковина, и затоа е целата моја борба. Јас не можам без Македонија да живеам, никаде надвор не би можела да живеам. Не знам колку некој да ми понудил, ништо за мене не се материјалните придобивки, нити парите, нити ништо. Духовното, она кое го чувствам овде, кое ме исполнува, мислам дека најубавиот народ живее во Македонија. Секој втори е или надарен за музика, или за уметност, или за пење. Мислам дека ретко има такво, се сложувам, парче земја со толку духовна убавина. Јас таа духовна убавина ја чувствувам и со ништо не би можела да ја заменам. Професор Кинеко, мора да кажем еве за нашите гледачи, вие имавте еден, да речем, ред емисии во кои што зборувавте на историските теми, но ова е малку поинаква емисија. Јас би сакала за нашите гледачи малку да ве представиме од друг агол. Вие сте инаку родена Охридјанка.
Да. Еве да кажам, Охрид на вистина е едно големо вдахновение за секого, бидејќи на вистина еден свет град. И еве, кажете ми нешто за вашето детство, за вашите младешки денови, до која годишна возраст бевте во Охрид? Во Охрид јас бев фактички до 18 години, додека дојдов на факултет во Скопје. Че најубавите мои години, најубавите спомени се врзани за тоа детство, за моите родители, за мојот брат кој за жал почина прерано и така. Но сум имала едно убаво, едно прекрасно детство. Скромно се живеело, сиромашно се живеело, но тоа другарување меѓусебно, тие детски игри, сега децата се сите на компјутери, на Фејсбук, не знам, на интернет и така натаму. Немавме тогаш ние тоа. Парчето маске ви го намачкаат, со пење, трчавме надвор, чекавме пороен дожд да има, па сите боси да шлапаме во калта, во водата и така натаму. Тоа е нешто ви дава слобода на душата, на духот, кој го немаат денеска денешните деца. Цивилизацијата носи предности, но и многу негативни работи носи. Јас моето основно образование го завршив во училиштето Свети Климент Охридски, до црквата горе, значи Свети Климен, Богородица Перивлепта. Јас мислам дека најубавото место на Балканот е тоа. Цело езеро се гледа од озгора, баш мојата училница во училиштето го гледаше езерото кога ќе угре тоа сонцето. Мислите дека сте некаде во некое волшебно место, дека е тоа необично, некоја божествена убавина Охрид. Значи тука го поминав моето детство во тој двор. Понатаму гимназијата ја учев исто во Свети Климент Охридски, но тоа беше време кога ние многу другарувавме меѓу себе. Се беше поинаку него денес со младите, но нормално јас не кажувам дека тогаш било подобро или сега. Секоја младост си го живее свој живот во времето во кое живее. И секој период од животот си е убав. Секогаш е убав тој период и мене најинтересно ме било кога на 18 години, 19 запишав тука на факултет и прв пат видов магла. Тоа беше страшно доживување. Никогаш во Охрид сум видела магла. И гледам тоа од автокоманда, тогаш прва година факултетот ми беше до Карпоштри каде живе. Газам низ магла, ми е страв да се качам во автобус. Значи тоа било на посебно доживување, ако јас како дете често сум патувала со родителите, сум доаѓала во Скопје, но прв пат видов магла. Никогаш не сум можела да замислам дека ќе живеам во Скопје. Охрид требаше да студирам јас во Белград на новинарство. Но кај Белград толку далеко, јас како ќе си одам од Охрид, не можев да замислам. Скопје не го сака воопшто град, пренатрупан со гужва, за мене Охрид беше рајот. Но како си оди годините, љубовта, сопругот, моето овдека во Скопје се заљубивте кога дојдовте? Во Скопје се запознавме така и јас си останав стана Скопјанка. Станав за Скопје. А сопругот кај ви е професор? Скопјанец е. А Скопјанец е. Добро, но се запишав. Стар Скопјанец? Па тука е роден, инаку неговите по потекло се од Прилеп, иначе тој е тука роден во Скопје, мислам. Е роден, но тие се многу одамна во Скопје. И така, се запишав тука на постдипломски студии. Живото си тргна во други текови, Охрид си остана едно. Добри ден денеска. Добри ден денеска си планирам јас кога ќе одам во пензија, повторно се вратам во Охрид. Сега жива и здрава да видам. Ќе бидете апсолутно. Еве да слушнете сега за Вики, за другата Виолета. Вики, од каде твоето потекло? Еве, не сум Скопје, да, никогаш не сме разговарале. Од Скопје, да, од стара скопска фамилија сум. Татко ми роден во Скопје, мајка ми исто така. И имам една песна напишана, не знам дали ја земав токму за мојата фамилија, за мојот чичко, една песна имам. Да, знам таа песна ја читаш, си ја читав. Да, ја читав на позицијата. Многу беше убава, на тажна песна. Да, прекрасна песна. Што мојот чичко ние христијани, православни, действието односно се случува пред Втората светска војна. И мојот чичко се заљубува во девојка која што они биле христијани католици. И не им дозволувале да се земат. Меѓутоа било навистина преголема љубов. Добива он покана за во војска и ги замолуваат повторно фамилијата на девојката да им дозволат да се земат, бидејќи баба ми и дедо ми некако дозволувале, штом толку многу се сакале. Но фамилијата на девојката не попуштала, никако не дозволувала и бидејќи дедо ми мој бил ловџија,
ја земал пушката од татко му и отишле во парк со девојката. Прво ја убил неа, потоа се убива он. И па да, било многу жално. Значи, весници многу пишувале, многу се плачело. Од една страна иделе родителите што ги испраќале своите деца во војска, а од друга страна пак го носеле чичко ми во сандак. Многу жална случка и некоја девојка кога слушнала во Врање, она била заљубена во тој мој чичко. Кога слушнала дека он погинал, дека се убил, она се фрлила под воз. И повторно весници почнале да излегуваат. Да, многу било тоа голема љубов и не знам зошто тоа така се дозволило и оставиле, што е многу важно, оставиле порака да ги погребаат заедно. Не се заедно погребани. Еден е на еден крај, другиот е на друг. Колку верскиот фанатизам знае да биде некогаш... Колку верски, да, тогаш тоа било толку многу силно. А зошто? Зошто да биде така кога ние, впрочем, не сме браќа сестри по крв, меѓутоа сме во сродство по Божиото постоење. Ние сме луѓе. Да, е така. Ние се раѓаме сите како човек, меѓутоа најтешкото е да останеш човек. Некои стануваат човек на 4 нозе утекот на животот. Изроди се. Апсолутно. Еве мораме сега да се навратиме пак на она првишното, на она мисија за која што јас велам дека сте вечерва во улога на мисионерки, мои драги, затоа што навистина е прекрасно кога, да речеме, низ целото животно искуство, кое што ние ќе го поминеме и кога ќе сватиме всушност дека добрината, дека добрите дела се единствено тоа што се вели ќе го понесеме како нешто добро и на горниот свет, бидејќи велат горе нема да однесеме ништо од ова што е материјално, едноставно највредното нешто што ќе го понесеме тоа е нашиот карактер, тоа е значи каков човек си бил, каква душа си бил. И еве ајде уште малку да проговориме, професор Кем. Јас секогаш тоа го кажувам и на моите студенти и на помлади личности, а тоа била мисија моја и мојот сопруг, дека нашите деца треба да ги научиме да даваат. Одлично. Значи, многу е лошо кога човек е научен само да зема. Било што, во било кој поглед, значи да даваат, да пружаат. Некогаш не морате материјално, некогаш само убав збор некому да кажете, утеха, тогаш кога е најпотребно на човек и мислам тоа давање дека е најубавото кој може човек да го носи во себе и тоа, не знам, мене ме исполнува кога некому можам да помогнам, нешто да дадам, едноставно љубов или парче леп или било што да дадам, но тога се чувствувам многу стрекна. Не сум се научила од никого ништо да земам. Значи, така ме воспитале дека во животот се што сум направила треба да го заслужам со труд, со работа, со честност, а ме навикнале ете да давам. Мојата покојна баба, мислам дека и во расказот тоа го имав напишано, цел живот она не само што даваше за душата на својот брат кој бил убиен 40-та година, туку беше таков човек. Она беше многу длабоко религиозна. Можеби јас ја немам таа религиозна. За мене Господ е добрината, душата, човеколюбиите. Господ во тој смисол и христијанството го сваќам како некоја добрина. Но секогаш викам таа порака дека човек кога дава е среќен човек, а оној кој зема секогаш му е малку и никогаш нема да му биде доста и ќе остане вечито незадоволен и нестреќен. Вики? Па секој од нас треба да си го... Знам дека мора да се надовршате со професорката и така. Секој од нас треба да си го осмисли своето постоење. Секој од нас е дојден поради нешто, поради некоја мисија што треба да ја изврши на овој свет. И многу е убаво кога човек си ги знае можностите своји и граници и да не очекува некогаш некој нешто да направи за него. Убаво е кога самиот прави нешто за другите и мислам дека во овие хуманитарни настани ептен се пронајдовме со мојата драга пријателка Виолета, затоа што навистина кога се дава,
чувството е многу поголемо, некако внатре душата ти се шири толку многу што не знам, да, Тоа со ништо не може да се плати. Не може да се плати. И уште кога ќе го завршиме тој чин кога ги одвај, чекам на пример средствата што ги земавме да ги уплатам. Леле која милина на душата. Знам дека некои деца ќе бидат среќни, насмеани поради тоа. Љубовта од посебните деца што ја даваат, која ќе те гушнат, која ќе те пригрнат, може многу од тие деца да се научи. Затоа што нивната љубов не е себична, не е лицемерна, него е чиста. Да, и јас секогаш велам дека секој од нас дајмонот што го носиме во себе, дека треба да го пратиме, да идеме по него. А што е дајмонот? Па дајмонот е нашата совест. Таа е како чисто и сјајно огледало. Совеста да не биде мирна и чиста. Така. Пред самите себе, ние можеме сите да ги излажеме, ама самиот себе како? Така. Ако не е тоа вистината. Затоа јас морам да кажам дека еве да речеме некои луѓе нели се прашуваат како успева да не стои некој позади вас, некоја да речеме организација, некој не знам под парола, некоја институција. Да. Јас постојано велам дека тоа е навистина акција што се вели од срце, баш онака здушно направена за да со никаква цел поинаква освен значи за да се помогне таму каде што е потребно на оние што се вели најранливи категории. И бидејќи мојата емисија има хуманитарен аспект, речеме исто така има доста апели за помош. И навистина, еве ви стојам сегаш нели на располагање за било што која ќе имате да кажете, да промовираме нешто, да кажеме не заради нешто друго, заради тоа да ја покринеме свеста кај луѓето дека давањето, дека подарувањето е најубавиот чин кој можеме да го дадеме од себе. Дека така се отвараме кон универзумот, кон Божјата милост. Да. И не треба луѓето да се плашат дека нешто ќе немаат. Значи кога даваш едноставно, како велат, тебе ти се отвара универзумот, Бог е на твоја страна, не може ништо да ти се земе ако дадеш. Рака која дава никогаш не се суши, тоа треба да биде на секого, мислам, една мисла, дека кога даваме секогаш, повеќе Господ ни дава. И тоа е мудроста на нашиот народ, професор, баш една да речеме, нели една изрека, една реченица која што е за век и веков. Ние понекогаш еве со Вики беше малку вознемирена, бидејќи некој вика, зашто ова го правите, за каков добит и така. Ние даваме од себе максимума, замислите, например, секогаш ќе најдете таков човек, но за среќа повеќето се луѓе свесни дека сето тоа се прави од љубов, дека ние даваме, а не земаме, и исто така како тебе, како другите личности кои учествуваат, знаат дека тоа е едно големо давање и едно поттикнување и за другите луѓе на исти начин да се однесуваат и да можат секаде онаму каде треба да помогнат на таков начин. Апсолутно. И сите сме во тоа миле, да кажам, на едно безусловно давање. Безусловно, да. Да, и едно треба да представуваме едно семејство кое знае да давува љубов. Ако се гледаме себе си како семејство исполнето со љубов, целото општество ќе не биде многу понапред, ќе оди многу попозитивно. Се што ќе работиме нема да ни биде тешко, бидејќи го работиме тоа со љубов заради некоја цел. Апсолутно, кога јас велам, тој момент се препознава затоа што кога се работи нешто од позиција на его, тоа е веќе поинаку. А кога се работи од позиција на љубов, таа чиста љубов, значи кога е давање од љубов, веќе некако, не знам, тоа е препознатливо и добива една друга конотација. Едноставно, нели, воскликот возбудата е друг, тоа што кажува Вики, она живење во полнота, она од внатре, убавина, милина, која што ни исполнува затоа што знаеме дека тоа е направено. Да, од љубов со љубов, за љубов. Затоа интересно последната манифестација сега Јулија која имавме од мајките за децата, коментарите кои беа, вика, толку провеа
огромна љубов низ просторијата. сите, Значи тоа е сите кажа. многу голема работа да постигнете луѓето да ја почувствуваат љубовта. Дека и тоа беше многу, мислам, најголемиот успех од сето тоа тоа јас беше таа последниот настап беше Да, мој Вики кога ме да. покани и јас нели не бев добра и реков нешто што чувствувам, тоа Мора нешто да кажеш, таа е да, љубовта. да опееш, Значи да. баш онака ми беше на вистина тоа чувство не можев да го да не го споделам. Па добро, бидејќи нас времето полека ни истече за навистина во вакви моабети, времето некако брзо лета, јас би предложила Вики некоја песна вака да ни прочита уште една песна за крај. Ке може ли? Добро. би Да, прочитала. ќе прочитам и би сакала само да кажам дека убаво е кога секој човек, секој од нас да биде лекар во реалноста, не лекар да се лечи самиот, туку баш онака лекар, затоа што кога оди пациент кај лекарот, лекарот не го прашува на која партија припаѓаш, што си по народност, националност, него лекарот зема и го лечи. Така. Значи, сите ние треба да бидеме лекари, да се гледаме како човек со човек. Така. И само тоа ни фали во нашава земја во моментов со животот. Тоа да го разбудиме во секој од нас, затоа што Македонија од секогаш била мултикултурно општество, како таква и треба да остане. Јас да ја почитувам културата на другиот, тој да ја почитува мојата. Едно општество може да иде напред само со почит внатре едни меѓу други. Законите се носат, меѓутоа луѓето тоа што ќе го направат, тоа останува забележано. Значи сите заедно за подобра, поубава и почовечна Македонија. Повели сега прочитај ни една песна, а јас секако ќе ви дадам пак завршен збор да кажете уште по нешто што не сме кажале, но да искористиме да слушнеме уште некој стих. За тебе жалам, мајко. Жалам за тебе, мајко. Твоето срце не дочека. Ќерка со сватови да испратиш, внуци на софра да нагостиш. Простено ти е, мајко. Последно, полека ти измив. Во нова руба те променив. Во вечен дом те испратив. Немоќна, плачам понекогаш. Младо тело во црно облеков. На гроб цветови ти полевав. Од болка скршена заминував. Многу нешта ме научи. Не и како без тебе да живеам. Без твојот глас наутро, зошто дозволи да научам? Ти простува, мајко, од мала што сватив, како е да бидеш сама, да не тропам на туѓа врата. Ти благодарам, мајко, да простувам што умеам, душа да не извалкам, рака секому да подадам. Ти благодарам, мајко, на светов ме донесе, во радост и во горчина, да носам душа човечка. Одлично, браво, браво. Не растажи, леле, многу Навистина е малку тажна, но сепак е и оптимистичка Тажна затоа е. што носи душа човечка. Да. Супер. Навистина ми е драго што вечерва бевте мои гостинки и што од оваа емисија се надевам дека пративме убави пораки. И еве уште нешто што не сме кажале, професорке, да кажеме дека вие сте и баба, дека имате внуци. Јас секогаш викам дека најубавата моја титула е баба. Нема поубава титула од баба. За стреки имам 4 прекрасни внуци, многу бистри со кои играм и најубавиот комплимент е кога ќе добиете од внукот ќе каже Летке, не смеш ти да остариш. Значи мисли, ама баба ќе остари, не може, ти не смеш да остариш. Значи тие наши весели дружења, игри и така натаму, јас сум нивниот другар. Браво. И тоа е нешто најмногу кое ме исполнува. Мојата најголема стреќа и најголемо богатство во животот се моите внуци. Мислам, со тоа со ништо не може се замени. Не може. Веројатно и сите баби, дедовци истото го мислат, па затоа понекогаш сме досадни кога кажуваме за внуците. Да, баш така. Мене исто ќерка ме вика досадна си кога ќе почнеш да збориш за внукати, навистина малку има и мерка на луѓето, може секој не може да слуша. Тоа е обично. Но тоа е така. Вики, се извинувам професорке, а колку деца имавте? 2? 2 сини керка имам, 2 деца, едниот по компјутери,
синовите по електротехника, керката по уметноста, значи два спротивни света се, но се прекрасни деца, Супер. мислам. Вики, ти се уште не си баба? Не. Добро. Но ќе биде еден ден. Ти си мајка на едно прекрасно девојче. Така, и на син. И на син, Значи, така, имам, две деца да, имаш, да, две. синче и керка, исто, Да. значи. Со Вики сте и така се најдовте, и Виолети, и ти Синике, мажко, Да. женско, на мажко. Двете Виолети. Двете Виолети. Така, добро. Навистина, што да ви кажам, поздравете ги дома вашите прекрасни семејства. Благодариме. Ако нешто не кажавме за крај, ако имате уште некоја порака да кажеме, затоа што тука веќе мораме да завршиме. Јас навистина ќе ви се заблагодарам уште еднаш од срце и ќе ви посакам и понатаму да успешно да чекорите во својата мисија која што ја започнавте, да ве служи здравето, да ве служи Бог да ви биде наклонет во сите ваши Благодариме исто и јас тебе ти Јулија, посакувам. ти посакуваме секогаш да бидеш успешна и љубава како што си. Благодарам Вики Повелиеви. Па, што уште на ова да се додаде, освен дека Бог е љубов, љубовта наша е Македонија, дека ни една света книга не учи на омрза, него секоја света книга учи за љубовта и со животот. И секој секому може да му подаде рака и конечно да ја оставиме омразата и злобата настрана. Ајде да се погледнеме сите лице во лице и да видиме што гледаме кај другиот. И да го направиме ова парче земја, Македонија, прекрасно за живење и за творење. И друго да додадам дека ништо со сила не може да се направи. Се прави преку срцето, а срцето е сокот на животот. Секој од нас може да го следи тоа и нема никогаш да има грешки во што и да се одлучи и во што и да посака да направи. Благодарам. Те благодарам. Уште еднаш ви благодарам. Останете ми во добро, останете ми со здравје и се гледаме во некоја друга убава прилика. Ти благодариме и ние тебе. Благодариме. Па најдраги мои, еве овдека е крајот на нашето вечерашно дружење со нашите прекрасни гостинки. Навистина беше задоволство да се слушаат, тие пратија многу убави пораки до гледалиштето, до сите вас. И што да ви посакам јас за оваа ноќ, за оваа вечер или вие кои што ќе го гледате репризното издание изутрината или преку ден. Да ви посакам да останете вака исполнети со љубов, да ги стоплите вашите срца, да дарувате љубов, да подарувате, да се давате, бидејќи како што кажи нашата професорка цената, значи рака која што дава не се суши, тоа е позната изрека наша македонска, како што ни кажа другата Вики Виолета, значи да се сакаме и да се почитуваме, да ги отвориме нашите срца. Така ви посакувам вашите срца да бидат полни со љубов, да се будите, вашите утре кога ќе се разбудите да станете со љубов и да му се насмевнете на денот и нормално да го чекате нашето следно будење. Добра ноќ!